Благодарам. Екипата на Македонија наутро утрово се наоѓа во поликлиниката Ѓорче Петров, а наша соговорничка е педијатар доктор Каролина Ристова Стефановска. Докторке, добро утро, добро дојдовте во Македонија наутро. Како сте во утро? Добро утро, ви благодарам за вашата посета, поздрав за вашите гледачи. Недела на имунизација. Каква е статистиката на вакцинирани деца? Оваа недела, како и впрочем сите последни овие години, според препораките на Светска здравствена организација, се одбележува неделата на имунизација, тргнувајќи од 28 април па се до 3 мај. Мотото на главниот акцент на оваа Европска недела на имунизација е подигнување на свеста кај населението, кај родителите за процесот на вакцинација, бидејќи вакцинацијата е еден од најголемите достигнувања во историјата на медицината и еден од најголемите здравствени бенефити. Главното мото или главниот акцент оваа година е ставен на ХПВ и МРП вакцината. Зошто? Затоа што имаме најмал опсег на вакцинација од овие, односно против овие заразни заболувања. Причините зошто имаме најмал опсег навистина се огромни. МРП вакцинацијата кај нас, во нашата држава, некаде далечната 72 година е воведена, меѓутоа ние памтиме дека во последните неколку години, посебно во 2019 ја имавме последната епидемија на морбили. Понатаму опсегот на вакцинација беше задоволителен, меѓутоа во последните години имаме драстичен пад на процесот на вакцинација против морбили, односно за оваа вакцина. Е случајот и со ХПВ вакцината. Минатата година се воведе 9-валентна вакцина. Од 2008 е воведена во нашата држава. Претходно имавме 2-валентна и 4-валентна вакцина само за девојчињата, меѓутоа од минатата година е и за момчињата. Оваа вакцина штити од цервикален карцином на утерус кај девојчиња и аноректален и орофарингјален карцином кај момчињата. Меѓутоа, можеме да кажеме дека ова е вакцина каде што имаме најнизок опсег на вакцинација. Имаме, според статистиката, имаме огромни разлики измеѓу поедини градови во нашата држава и разлики измеѓу одредени општини на територијата на град Скопје. Можам слободно да кажам дека во одредени урбани, така наречени урбани средини во Скопје, како што се општина Карпош, Сендар, Аеродром, опсегот на вакцинација на вистина не е многу мал. На ниво на општина Карпош, МРП вакцинацијата едва достигнува 35%, исто случајот и со општина Ѓорче, меѓутоа има еден доста интересен момент кога правиме разлика во одредени општини како што е општина Сарај, имаме 80% на вакцинираност, што на вистина е одличен резултат. Исто случајот и со ХПВ вакцинацијата. Реков, за ова вакцина имаме најнизок опсег на вакцинација, едва и достигнуваме на ниво на општина Ѓорче, некаде околу 19%, но овдека повторно општина Сарај не вади некаде со 50% на вакцинација. Докторке, што се причините за овие ниски проценти? Знаете како, имаме огромен број на причини. Не смееме да ја заборавиме неодамнешната ковид пандемија, каде што целокупниот здравствен систем, сите ресурси беа ставени за потребите на ковид вакцинацијата. Меѓутоа, исто така, во последно време, социјалните мрежи се преплавени со голем број на лажни, дезинформации, научно непотврдени факти, така да постојано Facebook, TikTok, Instagram имаме многу лажни вести. Она што е разочарувачки, што имаме население кое што е многу слабо здравствено информирано, население кое што воопшто за нас здравствените работници е поразителен факт, нема доверба кај нас здравствените работници, ниту пак во целокупниот здравствен систем. Особено загрижувачки факт е што имаме голем број од нашите колеги здравствени работници кои што се антивакцери и кои што се членови на тие антивакцинални здруженија, кои што навистина се повеќе се формираат и кои што навистина заземаат огромни делови како од социјалните мрежи, така и од медиумите. Така да, навистина причините се огромни, каде што државата мора да поведе сметка, инаку тежнееме да ни се вратаат голем број на болести кои што веќе се ерадицирани, меѓутоа заради овие сите ситуации може да ни се случи, не смееме да ја заборавиме епидемијата на морбили во не така далечната 2019 година и еве минатата година имавме епидемија на пертузис. Така да
мораме да бидеме внимателни во тој опсег, мораме да ги информираме родителите, тие мора нас да ни веруваат, ако сакаме да постигнеме задоволителен опсег на вакцинација. Споменавте антивакцинални кампањи и здруженија, како да се справиме со нив и уште едно прашање, треба да има ли некаква нова стратегија која што треба да ја воведе државата, бидејќи казните гледаме дека не вродуваат со плод? Така, да. Рековме дека тие навистина се огромни, државата мора да поведе сметка, мора да се стави крај, мора да им се забрани присуство на медиуми, на социјални мрежи, каде што мора да постои закон кој што ќе регулира појава на вакви антивакцинални здруженија, мора да постои закон исто така кога станува збор за стратегиите како што спомнавте. До сега имавме единствено во состојби на епидемија забрана за упишување на дечиња во градинките, но кога, како што еве сега случајот, имаме завршена епидемија на пертузис во месец април, сега понатаму имаме огромен прилив на деца за запишување во градинките кои што воопшто не се вакцинирани. Имаме еден многу исто така во последните месеци појава на проблем каде што ни доаѓаат дечиња кои што навидом се вакцинирани, односно за одредена финансиска надокнада добиваат потписи факсимил за примени вакцини во Бугарија, во општина Петрич. И ова е навистина огромен проблем каде што државата треба да поведе огромна сметка. Интересна информација за која навистина треба да се истражува. Доктор, ке кажете ми на крајот на нашиот разговор, која е вашата порака по повод неделата на имунизацијата? Јас би сакала да ги охрабрам и да ги поздравам сите родители да бидат сигурни во безбедноста и во квалитетот на нашите вакцини, да знаат дека во нашата држава имаме доста квалитетни вакцини кои што се од реномирани европски земји, членки на Европска Унија, за сето она кое што им е нејасно, за сето она со кое што се имаат одредени дезинформации, слободно, секогаш да се информираат од релевантни извори, нека се информираат кај нивните матични лекари. Во случај кои таму не најдат соодветни информации, ние во вакциналните пунктови стоиме за било какви нивни прашања и совети. Доктор Каролина, ви благодарам за одвоеното време. И заборавив само уште да спомнам, централниот настан по повод Европската недела имунизација е утре на плоштад Македонија од 11 до 12 часот. Ги поканувам сите родители да повелат за сите нејасноти околу вакцинацијата, ќе добијат одговори. Покана и од нас сите што сакаат да се придружат да дојдат на централниот настан. Доктор Каролина, ви благодарам за одвоеното време и за гостувањето во Македонија наутро. Колеги, разговаравме со доктор Каролина Ристова-Стефановска. Нашата тема беше токму имунизацијата и неделата на имунизација.